Добро, значи цела наша група што игравме бевме во исти хотел. Значи зборуваме за првата или втората? За првата. Добро. Значи Варажен. Бевме цела група во исти хотел. Добро, хотелот беше не знам, ништо посебно, онака обичен хотел, што може да и помине на Хрватска, значи да се одржуваше ова светско првенство кај нас и да Македонија ги сместеше репрезентацијата таков хотел, сигурно ќе имаше поплаки, меѓутоа кој Хрватска прашање се прекјути и тоа, така да тоа е тоа. Хотел најнормален. Имавте контакт со други репрезентации нешто да смуваве да направите да светите? Па добро, имаме сите по некој нели пријател нели од кој што играл заедно по клубови во странство, така да имаше некои контакти, нормално се дружиш најнормално, нема никакви проблеми. Како бевте поделени по собија, да речеме? Спиевте, легнувавте рано? Секој посебно. Така беше? Да, секој двајца бевме, нели, цимери по соба, секој си го биде цимерот. Ти колку го знаеш? Па јас сум цимер веќе трета година со Макаловски Гоце. Така да си останав со него. Тоа е тоа, нема многу време нити за муавет, нити за ништо, значи буквално се оди на доручек, ручек вечера, се гледаат видео ленти. Да прашам, како се подготвуваш за надпревар? Па е, значи... Пример, играш против некој тим кој што, мислам, репрезентација, кој што има страшен шутер. И сега знаеш дека од него ти доаѓа најголема опасност. Се фокусираш некако на него во тие ленти, гледаш како шутира. Се гледа касети, значи секој човек има, нели, прави работи, има типични работи за него. Така да секој играч има типични шутеви за него. Значи, например, не знам кога еден играч ќе шутне во прва минута и кога е умерен во 50 минута. Така да се има своje, се гледаат доста ленти, се гледаат нели која му е појака страна, каде сака да шутира. Да речеме, ако одиш така неподготвен, мислиш дека крајно ќе бидеш полош од обично или па е можеби некојаш и прашање на ден кога ќе ти тргне? Па не, помага доста тоа, значи да одиш спремен за било која работа. За било која работа е нели подобро да си спремен, така да и спортот не се разликува. Така. Чекај само, мора да се наснем, што е работа со мачки? Се парат мачки, човече, на кров. Кажи ми за кој го сметаш најблескав момент во текот на целото првенство? Моментот кога даде гол преку цел терен со Србија или па тоа некако ти паѓа во вода бидејќи загубивме? Па добро, значи најблескав момент е кога кога влеговме во втората рунда или вториот круг на надпреварот против Русија. Сите одигравме надпревар, значи знаеме Русија кој е, да не се навраќаме, нели. Многу пати е кажано, така да оние што ме познаваат знаат дека моите лични достигнувања не ми значат ништо. Ги ставаш во однос на тоа, нели, дали има голема разлика дали ќе победиме или ќе загубиме. Така, кажи ми, во Хрватска бевме феноменално примени, имам таков некој впечаток. Не само навивачите, туку и вие. Ти изненади ли тебе тоа како реагираа хрватите кога ве гледаа? Па добро, значи ние имавме доста навивачи наши, околу 3.500-4.000, значи на сите надпревари. Меѓутоа има еден момент многу битен кој што малце луѓе го знаат или тие што не беа таму не може да го знаат, тоа е шаторот, нели, кој го организираше Алкалоид по повод македонската репрезентација. Значи тоа беше едно собиралиште и на сите навивачи, и ние одевме после секој надпревар, нели, после секоја победа, 10-15 минути со навивачите да, нели, да се зближиме и ние со нив, да ги запознаеме и тие да не запознаат нас, така да ние бевме единствена репрезентација која го имаше тоа. Ако нели кога ќе завршеа сите надпревари и таа еуфорија, се остануваше во шаторот до 5. Значи хрватски навивачи, македонски навивачи, обични луѓе кои што не биле на ракомет, нели се доаѓаше во шаторот и барем така ни кажува дека журките траеле до рано сабајле. Кажи ми, има ли јавување од некои скаути, еве сега ве гледаше цел свет? Значи, колку се барани македонски ракометари после? Добро, ја за другите не можам да кажам. Добро, за мене, значи, во последниве, значи, од кога сме вратени, стварно има некои јавувања, меѓутоа конкретно нешто нема, со оглед на тоа дека, нели, се уште е рано. Кажи ми, по договор си до кога?
Па имам уште една година договор. Уште една. Значи ова е уште таа работа како иде се гледаш со скаутот, со менаџерот или како? Па не, добро, значи кажам, значи секој си има секој си има менаџер, значи јас имам менаџер кој што било кој да ми се јави, значи директор на некој клуб, јас го препорачувам кај менаџерот и менаџерот ги договара сите работи. Значи менаџерот одговара и за моите пари што треба да земам. Кога се договара плата, се остава сена на него или? Да, се е буквално. Значи ја немам никаков контакт, ќе ми се јави и ќе ми каже имам договор толку и толку, сакаш или не сакаш. Идеш во Германија. Да, нормално прашува, така да меѓутоа моментов не сум заинтересиран да одам во странство. Имав и претходно некои понуди, меѓутоа тоа е тоа. Во моментов се вложува многу во македонскиот ракомет. Так. И се додека е така, нема потреба да се експериментира надвор. Металург и Вардар со нерешениви ја претера. Стварно не знам, не објасниво е меѓутоа 6 надпревари, 6 нерешени. Коефициент за X 1.10. Следната ќе играме X и тоа. Шо вика. Кажи ми толку како сметаш ти е добро, мора сигурно ќе бидеш и пристрасен. Годинава како ќе биде? Па или навистина сте толку многу изедначени по Не, добро, значи јас сум секогаш реален, значи квалитетот, играчкиот квалитет е на страна на Металург дефинитивно. Меѓутоа друга работа е како ќе се одигра на тој надпревар, значи друга тежок надпревар е, значи не може да се спореди надпревар европски надпревар меѓу Металург и Вардар. А колку ти помогна тебе тоа, знаеш, целото искуство што го имаш бидејќи тие се напревари со голем притисок изедначено до последна секунда и најчесто и на крај изедначено. Знаеш, во тие моменти со репрезентацијата, мислиш дека да не беше сето тоа искуство, можеби ќе бранеше полошо, да речем? Па добро, значи тоа е големо искуство, нормално. Значи на Балканот ниту една држава на Балканот нема такво дерби во моментов. Така да тие се надпревари кои што стварно психички имаат некој посебна тежина, физичкиот дел нели доаѓа во зависност како си подготвен психички за надпреварот. Меѓутоа, на пример, ќе земе германската репрезентација, секоја недела игра такви надпревари. И тоа е предноста нивна, ние ги имаме 5 за цела година. Така да и помага и одмага затоа што е само нели само еден противник и тоа е тоа. Јасно. Огромна популарност што имаше сега нагло, да речем. Од прилика. Мислам најдобро намерно, најпозитивно. Мислиш ли да се кандидираш за председател? Ти доаѓа ли на памет? Не, значи стварно не е ни популарност такава. Ако некој би се кандидирал, кој би бил најбољи председател од цела репрезентација, што мислиш? Па добро, немам поима, значи може да биде Стефче Алушевски со оглед дека онака он е највозрастен, највише искуство, така најобразован е да кажам. Младиот господин има 2 факултети, така да ако некој кандидираме, него да кандидираме. Тој е единствен кандидат. Кој ќе добие поддршката од сите репрезентативи. И како и од нас ќе ја добие. Фала ти пуно што дојде, многу беше мило, што беше дел од една и сега во целата еуфорија и слично. Многу успех понатака, и со клубот и со репрезентацијата, следуваат нови предизвици и на ваков план и на таков план и уште еднаш фала. Вие останувате, значи, тука, се враќаме после со настап, глупости, со гостување на Мирко Попов, пиемчи.